Почитувани влюбеници во литературата, културата и уметноста, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Секогаш се радувам кога во емисијата присуствуваат навистина големи звезди, кога ќе се спомене оперска дива. Тоа значи дека имате една личност која што е истакната во секоја смисла на зборот. Знаеме какво национално богатство се оперските уметници насекаде низ светот, а каква е пеколна конкуренцијата кога се сопраните во прашање. Затоа имам посебна можност и навистина големо задоволство да разговарам по повод незиниот 40 годишен јубилеј на сцена со нашата примадона Славица Петровска-Галич. Јас ви посакувам добре дојде во емисијата Астрорум. Ова секако не е наше прво интервју, но е после долго време. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Вие имавте наодамна, дури во овој пандемиски период, на вистина убав концерт, јубилеен, 40 години, каде што блеснавте повторно на сцена, таква каква што ве знаеме од секогаш, а кон тоа задоволство придонеса и вашите студенти, кои што го направија настанот на вистина величествен. Кажете ми, бидејќи е голем јубилеј, дали можете накусо да се осврнете на него, на сите овие 40 години во неколку главни поенти? Што беше клучно, што најмногу ќе паметите како улога и дали конечно сте задоволни како течеа 4 децении? Ова 40 години, уствари е 40 години уметничка дејност, поточно од мојот прв настап, али прв настап со оркестар на опера и балет, далечна 1980 година, на манифестација Подиум на млади во рамките на фестивалот Мајски оперски вечери, кај што се представи со улога на, усвари не улога, арија на Джилда од операта Риголето од Верди. И токму и тоа беше усвари причина зошто сакав да прославам овие 40 години од една мала арија која е и како тешка и захтевна до денешен ден, усвари уште поголема причина беше тоа што јас ова година во мај месец отидов во пензија и веќе сум пензионер 3-4 месеци. Иако тоа не можам да го почувствувам, особено сега во оваа пандемија корона. Идејата беше сосема поинаква, да, со тој број на учесници, со мои бивши студенти кои се докажани, покажани, како на нашата сцена, така и надвор. Туку беше планирано да биде во салата на опера, режиси подкрепено, значи да има некоја режија, па да има и дуети, па дури и квартети, терцети. Од сето тоа имавме само еден дует и тоа баш оно беше помеѓу мене и студентка моја, тие фамозни 2 метра. Исто имавме и еден квартет. И на крај, сите купно имавме една нумера која беше фактички на бис. За самиот јубилеј, значи програмата и се останато беше уште пред година дена
дефинирано, но самата работа, самиот контакт со студенти, самиот контакт со корепетитор беше мощно тежок и уопште таа припрема во овие услови навистина е многу тешка. И тоа барав неколку проби да имам во театар, значи кај што живопиле немаше сем портир. Самата атмосфера беше страшно депримирана. Влегувате, никој нема. Влегувам, само јас пеам, да кажем, ете, ко репетитор. Тој страф од контакт, од поздравување на кој не сме навикнати, нели? После кога дојде оние те 2-3 проби, сите кога требаше да се склопиме, а бевме вкупно со мене 13 учесници, тоа е како еден мал камерен хор. Многу внимававме, особено јас, особено пошто нели концерт беше сепак мој, проектот беше мој, и внимавав да бидеме со маски, кој пее без маска, кој не пее со маска, така у фоаје. Убаво беше тоа што ни се дозволи фоајето, нели? Па голем простор и така, можеби некако лесно поминавме. Ова го кажувам затоа што самиот концерт беше стварно феноменален. Нешто е мој, нешто сум јас што пеев јас и мои студенти, али имаше една атмосфера, имаше една позитивна атмосфера. Луѓево како да едва и чека, уствари мојот јубилеј, тој концерт беше прв настан после овие неколку месеци со нели состојбата во земјава и воопшто во светот, да биде прикажан. И публика како да била стварно желна да дојде и да види нешто уживо, нели, во живо, нешто што се случува. И најверојатно и ние сами учесници бевме потикнати од самата таа атмосфера. Дадовме се од себе, уосталом, јас секогаш давам се од себе кога треба да пејам, никогаш не одам на среќа, туку идем на сигурно. И концертот беше феноменален. Имам и, мислам, професионалец снимал, имам и фотографии, само чекам, искам да ви кажам да ми се пратат тие снимки и да ги пуштам ете на YouTube и да може и поширока јавност да го види целиот настан. Тоа е навистина убаво, со каква жар зборувате за професијата и еве сега споминавте нешто клучно дека секогаш одите на сигурно. Јас онолку колку што ве следам на сцената, тоа е навистина така. Имало и потешки времиња и полесни времиња. Дали сепак некогаш треба среќа? Какви беа вашите почетоци со пеењето? Дали може да се сетите кога посакавте професионално да се занимавате или кога ја добивте таа сигурност, кога знаевте дека ќе имате професионална пеачка кариера? Значи, од секогаш сум знаела што сакам и одев кон тоа што го сакам, стремев кон тоа што го сакам. Али морам да признам дека сум имала голема среќа во мојот живот. Затоа што јас кога конкурирав за специализација, конкурирав во Италија. Али тамо била квота пополнета, така да морав да одам за СССР тогашниот, нели, Русија. Не сакав. Едноставно кажав, мене ми треба белканто, не сакам начин, нели, руска школа, такозвана, нели, порано била и у Румунија беше руска школа, и у Бугарија руска школа, и затоа кажувам руска школа. Али еве, имав среќа. Па морав да идем у Русија, кај што добив се, тоа и милион пати сум го рекла и сега ќе го кажам, и благодаричи на тоа знаење, на таа ангажираност од професор мој, од режисери двајца, и Травијата и Севијски Берберин, од мои диригенти двајцата, и од Травијата и Севијски Берберин, и концерт што го имав тамо, мој солистички концерт, углавно сите беа дела и представи што тамо дебитирав. Јас и ден денес, значи, екзистирам
од тоа знаење што тогаш пред толку години го добив од факултетот, тоест од конзерваторија Рински Корсаков во Санкт Петербург. Тоа се вика среќа, значи јас сум сакала да одам во Италија, али таму зафатено било све, единствено место што било слободно била Русија и ето, отиде во Русија. Но мислам и понатака, сепак мислам дека сум имала голема среќа. Едноставно, не знам, вратата, што и да сум посакала, како сама да ми се отварала. Не е само среќа, бидејќи кога ќе отидете во Советскиот сојуз и на таков конзерваториум, сепак треба да се има и потенцијал, и знаење, и многу труд, и самата знаете колку треба да се има истреност во вашата професија. Можеби најтешкиот инструмент е човечкиот глас, кој што не зависи само од жилбата за пеење, тој треба да се негува, треба да се чува. Знаеме колку пејачи имаат изгорено во таа желба и неправилно водење на својот глас и на менторски принцип и на личен. Вие сега имате и педагошко искуство, па кажете ми колку е важен тој баланс еве за луѓето што малку се разбираат во операта, дека не е само гламурот и сјајот на сцената и самата изведба и волјата и љубовта кон операта, туку што се стои за една успешна изведба и на цела опера да се издржи. Значи, прво треба да е пејач, ајде сега да кажем човек еве, пејачот дисциплиниран. Значи, многу е важна дисциплина. Комплетно, во целиот негов живот на еден уметник или еве по-конкретно пак кажувам оперски пејач или соло пејач. Ако немате дисциплина, само дисциплина, не можете да го изгурете тој пат кој е навистина многу трновит. Тежок. Милион пречки ќе ги имате да дојдете до некој успех. Значи, дали е семејство, дали се еве, децата, ако имате деца, знаете сами како е, температура, разболело се, то ништо не ме праша, вие мора да излезете на сцена, не можете да откажете сцена. А ваша душа знае уствари што сте оставиле дома. Така? Потоа, настинки, одеднаш само ќе се појави некоја настинка, нешто те грло ќе ве заболи, из чиста мира, а имате представа. И да не зборам микс-икс, психички, здравствени промени, да не кажем проблеми. Но многу јака психа треба, многу јака психа. Тоа моја професорка, тоест ментор, Радмила Бакочевиќ, многу добро го кажа. Оној момент кога ќе осетиш дека со нервите не си окей, се мисли на сцена. Напушти ја сцената. Значи, многу треба да се има јаки нервни систем, дисциплина, само откажување од многу работи. А тоа млад човек не може да си дозволи, барем не може да се дозволи на подолг период. Значи, оно кратко да, може, али значи нема цигари, нема алкохол умерено, цигари уопште. Излегување, оно ночно бамчење. А, в ствари, кој тоа го прави ако не млади човек? И в ствари, тука пуца све. Ето, тука да се издржи до некоја 33-та, 4-та, 5-та година, после тоа е веќе начин на живење. Станува како дел од нормален живот. Имаше една трогателна порака на Фейсбук од вашата ќерка која рече, кој знае како е било на мајка ми кога требаше да ме остави мала и да отиде една година во Русија. Какви се тие моменти кога си велите можеби нема да имам втора шанса, сега е моментот и ќерката да си ја оставите толку далеку. Сепак денес светот комуницира на еден побрз начин. Ни се чини барем дека сме поврзани, но во тоа време не беше воопшто лесно. Не беше само ќерка ми, туку беше и син ми кој беше 2,5 години помал од неа. Многу тешко, многу тешко. Ја не знам кога ми било потешко, дали тогаш кога бев таму или кога се вратив. Пошто кога се вратив после година дена, и те како имав што да видам, не можам да кажам дека децата ми пропадна, али они се понашаа према мене како да им дошла некоја тетка од Америка. Па ми требаше
доста долго време да се навикнеме едни на други, тоест они на мене, ја на нив не, али секој збор што требаше да ме замолат или да ме праша, тоа било со спуштена глава. Те молам, мама, дали може, мислим, страшно е тоа за една мајка, страшно, они се отуџиле од мене, само за една година, затоа што беа многу мали. А мене многу ми беше тешко. Па, колку мене ми беше тешко, тоа можеше да го потврди покојниот Гоце Дружев, кој беше дел од мојот живот у Русија. Така, во еден момент ми ги собра сите слики од децата и ми кажа кога ќе се вратим во Македонија, ќе ти ги вратам, за да не плачам. Али беше многу тешко, навистина, мислам, не би сакала да го повторам тоа. Навистина би се откажала од кариера и од све, само тој период да можам, ете така, да го вратам, нели? Да го вратам, да видам со децата. Многу е тешко. Ја мислам дека е тешко. Сега може би не е, али у тоа време и сами кажавте колку е тоа тешко. Комуникација нула, еднаш неделно да се чека у ред за телефон, па ако нешто и се случи, значи нема разговор, а обично се случува малиот син ми кој имаше 3 години да плаче и да ме моли да се вратам и тоа било од сабота до сабота, таман малку ќе се оправим, али имав многу работа и имав голема поддршка од професорка моја, голема поддршка, значи јас секоја втора вечер, трета бев кај неа дома, ме викаше само да не мислам многу на децата и уопште на дома на мојиве у Македонија. Имавме мал прекин во интернет врската, Гоце Коларовски го споменавте дека бевте заедно во... Да, и многу се дружевме заедно. Он тогаш беше на исти конзерватори, на одсек дирижирање и композитор, и композиција. Се дружевме и тоа кажав, значи јас толку многу плачев, толку слики беа, цела соба беше покривена од слики од децата мои, и он ми ги собра и ми кажа, кога ќе се вратиме у Македонија, ќе ти ги вратам, а до тогаш нема. Да. Значи, ова само како приказ на тоа какви се жртви мора да се поднесат, иако да не бидеме погрешно разбрани, има толку убавина во вашата професија, па сакам да ве прашам кои концерти во овие 4 децении ви се најдраги. Верувам, штом се посветувате на секој еден настап толку совесно, сите ви се драги, но мора да постои нешто што ќе го паметите цел живот. Сте имале во Санкт Петербург концерт, сте имале на нашите сцени, надвор. Дали можете да ни издвоите неколку, да не подсетите? Па да, имав јас и многу добри концерти со Македонска филхармонија. Екзултате јубилате од Моцарт кој дебитира, значи не знам ни сама која, 92-3 година. Потоа со покојниот диригент Коруновски, Горан, имавме праизведба у Македонија, концерт Глиер, за колоратурни глас и оркестар, исто со филхармонија. Потоа моја премиерна представа Риголето, која навистина беше блеска, просто блеска. Значи, тоа е она кај што сум јас, уствари, мојот фах. И секако Травијата, која ми беше аудиционна представа, која бев многу сигурна, самоуверена, бидејќи дебитира во Русија. Таму беше прва представа Травијата, така да кога дојдов тука, дојдов со таа режија руска, кај што се бараше голема глума. И таа ми е многу драга представа, прва, и потоа имав доста Травијате, али после тоа одеше рутински. Али не можам да кажам дека тогаш имав трема, после тоа, нели, благодарејќи на пракса, немав трема, не. Секој мојот настап јас имав одговарајуча трема, нели, она која треба, која е позитивна трема, за да се запази и одговорност, нели, кон самата представа, кон самиот настап. Али секогаш сум имала трема, особено тој
dobro, pa jaz ne bi da pejam, pa ako može da ne pejam, mislim дека секој пееш да го поминува. И така, сите уживат, само јас морам сега да се спремам за некоја представа. Да. Кажете ми, порано, значи вие не сте од Македонија, кој беше пресудниот момент да дојдете? Дали е тоа чисто приватна приказна? Од Србија сте, дојдовте во Македонија и Македонија доби таков сопран како вас. Да не ги редиме вашите претходници, да бевте мецо-сопран или во некој друг фах, можеби конкуренцијата немаше да биде толку голема и во светски рамки. Знаеме дека тенорите и сопраните од ваш тип, од ваш профил се навистина ги има многу, улогите се тешки, најблескавите партитури се напишани, така што дали кажете ни го тој дел од приказната како решивте да останете во Македонија или едноставно се редеа настаните, ви се отвораше патот? Да, јас дојдов поточно од Косово, од Призрен, таму завршив средна музичка школа, одсек флейта. И сакав тука да запишам исто, тој одсек флейта, ама се случи, нешто ми се расипа инструментот, па отиде во Белград да се поправи, а нормално јас не сакав да изгубам година. А зошто дојдов токму во Македонија? Па Македонија, Скопје е неколку, околу 100 километри, сега е сигурно и помалку далеко од Призрен. И јас фактички секој викенд доаѓав тука да купам нешто, нели, гардероба, ова, сепак Скопје беше појам. За време Југославија беше појам Скопје. Па добро, ја мислим и сега би требало да биде појам. Али оно баш југ, па она песна од Дадо Топич, па сето тоа. Едноставно јас си го сакав Скопје, си ја сакав Македонија, не сакав да одам за Белград, иако у исти момент, тоест иста таа година, мојот татко, нели, купи куќа во Белград, сестра ми најстара, она отиде на студии, а јас сакав да дојдам тука, да бидам поблиску до тата и мама, пошто они остана у Призрен, нели, на Косово, и да можам да одам секоја недела, и едноставно тука сакав да дојдам. Ете така, го сакав Скопје. И кога дојдов, нели, не може флейта да запишав пеење, со оглед на тоа дека јас во текот на средно музичко, нели, средно музичко школо, имав свој бенд, па така, настапувавме, пеевме, секогаш пеев. Дали народно, дали забавно, воглавном забавно, пеев и староградски уопште, значи не бирав кој стил да пеам, можев сека да се најдам, така да не ми беше проблем, да се опробам и на соло пеење. Земав материјал од професор Трпко, ми даде, отидов дома, го свремив материјалот, дојдов, и нормално, ни случајно не може прва и втора година да се носам со студенти кои дојдоа од средно со одсек соло пеење. Мислам дека пресудна беше токму таа трета година. Случајно во рака ми паднаа некои ноти од Аријана Розина во Севенски Берберин, која понатака ми отвараше врати секаде кај што одем на аудиции. И така, почнав сама да ја работам, дојдов до кај професор мој, Коста Трпко, и кажав, професорот, дали сакате да ме чуете да ве отпеам? А инаку бев примена на факултет како мецо-сопран. Пошто страшно длабоко зборев. И професорот мој сметаше дека јас по говорен тон можам да бидам мецо-сопран. Па после втора година станам некој си драмски сопран и у трета година кога ме слушна Аријана Розина у F-дур, значи тоа е страшно високо, колоратури, вика, па добро, кај јас 2 години, кај те водев јас тебе 2 години. И така станав колоратурен сопран. Сега, кога се вработив
во опера, кога веќе почнав, нели, заврши факултет, прво моје вработување беше у Словенија, у Марибор, кога веќе почнав на сцена да пеам и особено кога бев примена кај нас во наша опера, да, точно што го кажавте, значи немаше многу колоратурни, тоест високи сопрани, а јас стално зборев, јас сум уствари еден обичен сопран, кој благодаречи на моја вокална техника станав колоратурен сопран, а благодаречи на мојот говорен тон, значи можам да пеам и подлабоки партитури. Или, композиции, арии. Така да, во моја кариера, за овие 40 години, сум пеала и мецо-сопрански, не улоги, али композиции, онда, особено драмски. И еве, што се случува сега последниве 7-8 години? Најдобра сум во тие драмски арии, да кажеме. Сега не ултра драмски, да се разбереме, али оно спинто, драматико. Барем јас многу добро се чувствам, значи, кога се во прашање емоции, интерпретација, најдобро се чувствувам. А тоа е вајда пракса. И она што почнав. А колоратурите, тоа е нешто што е добиено благодаречи на вокална техника и тие буквално остануваат, ако е добро изработено, остануваат до краја живота. Значи, вашиот природен регистар ви даде многу можности, вашата способност, упорност, школа уште повеќе и затоа бевте се присутни. Паралелно одевте на два колосеци и на оперската сцена и на концертниот подиум, а тоа верувам дека за вашите студенти е огромна добивка. Да го познавате широкиот репертоар, да не морате само да бидете професор на сопрани, да имате искуство од сите сцени, да ги подучите, да им дадете животни лекции како да се справат со својата професија. Можете ли да споменете некои од вашите? Јас ги знам, но еве за пошироката јавност од студентите кои што се веќе успешни на сцена и кои што беа дел и од овој концерт, но и тие што не беа, верувам дека на нив посебно се гордеете. Едно е личната кариера, се докажавте, покажавте, не знам што уште треба да се стори, но тие го продолжуваат вашето име и споменување и така. Вистинските професори практично се остваруваат најмногу во овој последниот дел од својата кариера, педагошкиот. Па еве вака, значи да почнеме од Нада Талевска, Спасовска. Она на факултет не беше кај мене, бидејќи јас тогаш се уште не сум дошла на факултет, али беше на постдипломски. Али Нада е моје дете, значи моје дете, од дете на моја најдобра другарка и јас буквално ја знам од како се родила. И она додека беше на факултет за соло пеење, кај професор Марија Муратовска, јас работев со неја. А кога заврши, онда веќе до ден денес и денес работевме. Значи, она е под моја контрола, она вечер има концерт, тоест на концерт е, настапува учесник и ја пее токму арија на Виолета и работевме, после неја Билјана Јосифовска, и она е мој многу добар студент, значи од прва година и постдипломски завршила кај мене. Васко, Здравко Вион е исто мој баритон, многу добар пејач. Потоа Марија Наумовска, сите се тие на сцена, сите се тие и сите концертират невероватно. Затоа што, знаете, ние во опера немаме голем репертоар за да можат они сите да дојдат на ред. Така, 4 представи пред корона, 4 представи одеа месечно. Сега уопште ни една. Али они работат. Онлайн, мисли, имат концерт, дали онлайн или не знам како оди сега тоа по протокол, што помалку луѓе у публика, али не е битно, они имат настапи, они работат. Значи, Марија Наумовска,
Сега, знаете колку многу ги има, Не мора сите да ги споменеме, просто само сакав вака да... Злата Тошевска исто, еден добар драмски, млад сопран. И она е кај нас. Сега не знам колку одат по опера па да ги видат. Особено е многу важно да се чујат тие млади пејачи што се сега дојдени. Ама ете, вајда ќе се подобри ситуација, па имат и они шанси да се докажат. Дали ви остана некоја желба неостварена? Вас патот ве водеше на кај Русија, после самото тоа да отидевте во Италија, можеби ќе ви се отвореше патот кон Миланска скала. За среќа денешниве генерации имаме еве им успеа да дебитираат во Миланска скала на многу наши пејачи, не многу, тројца да кажеме, едниот го фати овој корона период за жал. Имате ваши колеги, мислам дека меѓу вас се почитувате, да не споменуваме врвните имиња и педагози, и Милка Евтимова, и Марија Муратовска, споменавте и многу други, Весна Гиновска, Илкова сега. Вака кога се споредувате, постоеше ли можност за повеќе пробиви, ете и во Италија, имате настапувано низ светот, но вака кога размислувате, има ли момент за жалење, да кажеме? Па искрено да ви кажам, не. Сето она што сум го посакувала, сето она што сум го зацртала, сето тоа е остварено. Значи, исполнета сум, сега, еве, и во пензија, декември месец планираме да поставиме премиерна. Сега представа не може да иде, значи, концерт од Штраус Лилјак, секако со мене. Потоа, 1, 2, 3 концерта имам, а и више. Тоа е следната година, така да, не знам, да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Немам некоја посебна желба, како и секој нормален човек, да сме живи и здрави, децата да ми се добро, внуците да ми се добро, они да растат, ја да сум покрај нив, ете тоа ми е најголема желба. А сето она што сум го сакала, ја мислам дека е до максимум, да не кажем до крај, али до максимум исполнето. Јас ви благодарам за овој разговор и на вистина ви посакувам да сте толку ведра, толку полна енергија и мислам дека тоа ќе биде на задоволство и на студентите, и на идните генерации пејачи, и на публиката, секогаш да сте присутни, да потсетувате на квалитет, на стандарди, на убави времиња и да ги поттикнувате да создаваат уште поубави. Но како што рековте, прво здравје, да го поминеме овој луд период, голем предизвик за сите нас и јас верувам дека ќе ве видиме повторно на сцената, затоа што пензионирањето за уметниците не значи буквално ништо. Ви благодарам за разговорот и кога ќе се видиме во живо, вам ви припаѓа една книга од продукцијата на Арс Ламина во книжарниците на Литература МК, ќе можете да си одберете да ве потсетува на овој разговор. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас на вас многу.